Скопскиот антички театар, на кого на 7. јуни 2003 година, точно пред 20 години, со театарот Скрби и утеха, ја одигравме представата Деноносии. 20 години се поминати, се уште театарот не е ставен во функција да биде театар, да доаѓаат луѓе да го гледаат и е во, како да речам, завидно, незавидна положба, неискосено, камењата не се поставени, сцената е на исто ниво, ништо не е чепнато. Дали тоа покажува негрижа кон македонската култура? Ние во меѓувреме подпишуваме под притисок разни договори да се откажеме од антиката, па од средниот век, да се откажеме од самите себе. Македонската култура не може да се сопре, полуостровот се именувал македонски, митскиот македонски цар Орфеј, Александар Македонец од Македонскиот царство, македонски фестивал кај Борза и Хамонд. Видете, Пиер Македонец од кој вовел култот кон 9 музи. Сето тоа е дел од македонската култура и веројатно сега студентите денеска ќе го зборуваат Сердарот после 20 години, ете факултетот за драмски уметности ќе практично повторно ќе одигра македонски на македонски јазик текстови. Вториот Хомер Григор Прличев именуван така затоа што тие знаеле дека и првиот Хомер и вториот Хомер и ние сега можеме да зборуваме третиот се македонци. Тоа е целата суштина. Македонија, македонски полуостров, македонска античка култура. Ете сме на Скупи и ние тука правиме едно истражување, нели Сердарот, стиховите на Сердарот во античкиот македонски театар. Тоа е целата суштина. Овој театар инаку собирал 9000, според она што ми го кажуваше Борза, овај Милош Билбија. Пречникот на диаметарот на театарот е некаде меѓу 30 метри, она како што е во Епидаор и во големите во театарот во Еге, каде што се играле ората, оро ке строи оркестрата, оро ке се ори, ке се строи, каде што имало во Дион, например, светиот град на македонците, исто така под планината Олимп, театар со подземни, надземни простори, со топла вода. Видете, ние зборуваме за една култура на славење, култура на играње, на песни ора, да победиме, значи да победиме со култура. Она што Гоце Делчев го кажува, дека светот е поле за културен надпревар меѓу народите. Толку за сега, па ќе видиме како Господ. И благодарам на управата која се грижи за овој антички македонски театар, кој инаку според датацијата на сцената, на задниот дел, на предниот дел на сцената, го именуваат како римски, инаку никогаш не се случувале гладиаторски борби. Тој е дел од 4 македонски антички театри: Стоби, Хераклеја, Скупи, те сакам Господи, и Охридскиот Лихнидос. Тоа покажува една култура, македонска култура, која не можете да избришете. Секако запишане во духовниот свет, во Светото писмо. Кај апостол Павле, дела 16:9, ноќеска сонував еден сон македонец кој ми молеше и ми велеше: дојди во Македонија и помогни ми. Ете, тоа е суштината, како тој повторно да дојде таа поврзаност на македонската култура со Бог. Тоа е целата суштина. Деус ен махина, што го вовел Еврипид на дворот на македонскиот цар Архелај. И денеска повторно, после 20 години, факултетот за драмски уметности со збор, со слово, со духовно слово од Сердарот ќе го освети овој театар со надеж дека нема да се плашат да го возобноват и тука да се случува култура. Пискотници се слушаат од Галичник до река. Што тешка несреќа ги збраи мажите и жените, та гласи тажна ека и навева сал, копи зла. Дал град по лињата житородни ги беше фатил, или ројот скакулци се вдал. Дал султанот Арачлии час пред време им пратил да збира арач луд без жал. Ни град по лињата житородни ги беше фатил, ни ројот скакулци се вдал. Ни султанот Арачлии час пред време им пратил да збира арач луд без жал. Та Кузман, јунак славен, падна убиен од Гега. Тој Сердар прочут падна в бој.
И ке ги гази плячкаш од планините ни сега, а да ги брани нема кој. Земјоделци и служители на Деметра баш така шепотеа за гласот зол. А жените штом чуја писна од силна мака и коси корне од бол. А гласот растеше. И голем станата се дигна ко бори брзокрил. За час во сите ближни села толку бргу ене, стигна тој несреќен и кобен глас. Вдовиците и бедните ги гледаш, солзи леат и момите за света чест. А земјоделците ков трештени беа на таа толку жална вест. Во пролетна вечер задумано почива една жена седејки на прагот. Со раца на колена пушката ледната ја милува благо. На средна е доба. Јадра и сосема здрава. Кршна и херојски силна. Извајана е амазонската нејзина става. Вистинска личота милна. Годините не ја намалиле она убост. На лице свежест се гледа. Младишката сочност не ја беше сменила грубост. Таа е кутрата Неда, несреќната, достојна мајка на Кузман. Хаос од мислите во земјата очите беше ги впил, бидејќи сонила соништа страшни. Подпорните греди од нивната куќа се ведат, па ги шумно во мракот, но насреду што останала една самотна греда, ама да ја потпира јако. Но и неа бесно огнооки змеови страшни ја тресат и куќата најпосле паѓа. Купишта прашни станаа гробови неми. Со одвратност од себе сонот готурна она, мислите црни ги гони. Но пак ја обградија мачните слики од сонот нокеска што и се сови. Што шушнува нешто, смртеното чело го крева. Сигурно синот и ке е. И пак го наведнува како вената трева, зашто чеканиот не е. И зошто? Зошто ја жали вдовицата минувач тажен, солзите своји ги крие? За смртта тој не се решаваше прв да и каже. Од неа злото го крие. Бидејќи беше единствена потпора. Левен, чедо на мајка си првно. Страшилиште беше за Харпија. Албанец гневен сегде што грабеше стрвно. А на котелот и на мајката вода клава. Вода да стопли за молкум јуначките нозе и глава. Се надава пак кутрата да го пречека кога конче ќе разигра стројно. Тој, силниот цар на се нечистите планини, тога и помили станува тројно. А Кузман честопати гонеше пијачка си кој пијачка секаде смело и секогаш силен и горд со другарите свој победник идеше в село. Одеднаш слушна еден тивок шум. Четворица натажени арнаути по селскиот се движат друг. Испотени мртовецот го носат. Немо приковалесен поглед така. Од секаде се чу пискот силен и плач и чиниш овој народ клет тој миг. Го плакуваше со својот лелек вилен најсвидното на овој свет. При трупот Кузманов со тага коњот ружи. И уште крвав беше тој. Лад со гривата му држи. А стопанот и другар свој. И мајката истрчува со стапка трепет ко ум. Се двоумино сел за миг. Плачот општ се сети дека веста беше болна и танок таа пушти крик. Да, како лавица. Што дрско ловците ја гонат и плодот и го крадат прв. Тогаш и најтврдиот од очи солзи сруна го стигна жалта својот врв. Плачовите ни селото се носеа се уште. И Неда црна крпа пак од главата си фрли. Повтор косата ја пушти, а плачот стана толку јак. Малодушни земјоделци, истајте се од дворов! Им викна мајката со гнев. Јас сакам да го видам. Молкнете од створ и гледајте си на својот грев. Доста му беа липањата, пискотите ми ледни за награда во овој час.
Над вашите невести и ќерки плачете обедни, бидејќи за нив нема спас. Та каква надеж од сега вам ќе ви носат дните? Го нема кутри. Кузман ваш кој како зеница ве чуваше вас сите и крајот свиден роден наш. При викот мајчин, народот стаписано се стресна и пати стори неиземал. Со коси пуштени се фрли коменада бесна врз својот мртов син од жал. Влачејќи до себе студената е бушна глава, ко бршлан, кој што јавор млад прегрнува се припива до таа тенка става. Се повеќе од неј на град се крива плач и пискотот што воздухот го полнат. На овој толку тажен створ се збраа многу жени и со една тага болна и шепнати е збор по збор. Тешат ко миловини ластовици. Ја делат од трупот студен, толку мил. Кој гласот женски може да го слуша мирен? Белам кој смртен, толку корав бил. Албанците, гологлави, пристапија со почит, со раце скрсте. Тој час најстариот се доближи и вземи и удри очи. Прошепна со искрен глас. И везден ти да плачеш. Имаш зошто. Биди силна. Ти изгуби о, мајко Джин. Народите ќе пеат колена со уста милна за делата на твојот син. Да. Слугите на Арес ќе го слават, мајко. Сето што тој сторил в подвиг смел. И сите певци ќе те слават секаде по светот со еден занес толку врел. А ако сакаш, почуј. Немој солзи да те душат. Ќе раскажам што знам за се. Знам. Свето е за херојство и подвиг да се слуша. Се молкна. Сегде тивко. Пуштајќи го денес изутрина на волја гласот, чета од 100 мина сврати во стан. Но да дадеше Бог да не тропнеше часот смрт што на сите им прати. Зар некаков демон кон пропаста стрмна не турна? Браќата мои под Ридон, ко рибите насуво тогај во борбата бурна се препелкаат видов. И мајка над синот, и жена над мажот ќе кука, ќе го оплакува мрачно. А ние, од бачило што се наоѓаше тука, грабнавме овнови алчно. Се спуштија и други во стан. И по куќите, вични. Баравме пченични лебои. Довето од таму 10 ергенчиња лични. Некој да служи ни треба. Но Господ на робието виде од вишното небо колкав е нивниот ужас и нададе уши стенчевиот глас да го слушне плачот на тие што служат. Ко камшик од Бога, одеднаш Кузман се јави. Намисли ужаси бојни. Дружината вешто ги одри, а потем ги стави на ражен, бравите гојни. А крвта се впиваше таму каде што капеше в земја. Подоцна, судбина била. На истите места во црвени порои темни, крв да се пролее. Сила. Од окото Божие на кривдата, чедата немини да се зацкријат каде. Запаливме огнов. Над нив дружината спремна овнови, 10 да кладе. Штом се изливи од оган ги испече добро. Откако жарот се згаси. Дружината по дебели сенки се собра. Песната долго се гласи. Врз местото како брзокрили јастреби се изнафрлавме сите. Гладни. Штом некој од жедност посакаше вода да пие, служија децата страдни. И од кого се насити секој. Со децата смеја почна. Лапотеше сешто. Од сегде претерани смеите војнички беа. Ко беа тие на нешто? Да. Солзите на навредените целата утрин ко беа лошо врз моите.
Ко тренда филалов црвенеа тецата кутри, остро ги укорив своите. Но незапирливите млади не разбраа тога и старецот зашто им зборил. Бидејќи од маздата пратена веќе од Бога, висела веќе од горе. Блескавото сонце се беше скренало право над нас на небото. В песен. Од ненаде средевековите диви сјави коњик со јунаци 10. Албанецот решија злочинот да им го плати. Кузман ги запре со глава. И влеа тој храброст и веднаш как гласник ни прати. Борба не викаше. Страва не минеше од нас. Од смртта исплашени тога зедовме оружје в рака. Чувствувавме дека ни мрзнеше крвта. Па кога Кузман сред јарост и мака се провикна. Бидете смели, о деца на река. Нечесност нека не плаши. Спомнете си кој ви навредувал земја и нека срцат охрабрат ваши. Иако виното вдовица вашата силна жед ја загасило медно. А ако ви бацило рака со насмевка милна, сираче неако бедно. Или ако во гозби снимале почесно место, кој е гордост би рекол. Иако здравицата вам ви се здравило често, здравје би посакал секој. Па да се присетиме ние за тоа. И нека да се покажеме смели. Да не реча дека сме туги на чести, дека фалби се нашите цели. На Јуриш! Судбината е не во скутот на Бога. Скриена, иста и средна. Тој викна и разбуди смелост кај сите. И тога виорно коњикот летна, држејќи во рака сабја дамаскалија, лута две остра сабја од челик. Со викот и галоп го следеа коњот на Кузман 10 јунаци смели. Се спуштеа како вихрогона далга во бојот. Дишеа лутина страшна, а гејките паѓа го оставаа својот врел труп на земјата брашна. Но борбата неравна беше. И како што бива дадоа тие жртви, да не беа челични, и нив ги родела жива жена. И паѓаа мртви. А тогаш ја зеде врз грбот тежината сета син ти неизмерно сакан. Ко сторачен гигант сам против албанската чета беше се испречил така. Се носеше коњот по желба на силниот вјавач. Виткав ко змија на оган пробиваше пат спасувајќи на херојот глава зашто го сакаше многу. Ко тераше коњот ко молња и без да го запре. Погледот ровја му беше, а ударот гигантски задаван назад и напред смрт за албанецот греше. Штом опасност видеше Кузман, од негде тој тешко мафташе оружје ледно. Во погледот острин, од нас пак потече жешко крвта пролеа на пет. Со ноздри расширени ржеше коњот во пена, другар во триумф од жнеа. Тој гордо ги газеше телата бедни што стенат, тажни стоновите беа. Во очите наши, затрепкани в уплав, тој беше демон што сечеше тела. Да одмаз да гласник, да решава секогаш насилни плјачкашки дела. На смртен тој никако веќе не личеше сред оние борбени часови. Под сабјата негова паѓаше албанец беден како под српови класови. За таа наша пропаст, жал на Махмуда му стана. Се спушти како орел тој. Со шпорите разбеснето тој шибна коња врана со Кузмана да стапи в бој. Спроти него се исправи. Под црна веѓа густа од маздата ја собрал бран. Тој зеде в раце оружја огнодишни, а в уста стегајќи остар јатага. Од двете оружја се слушна пукање и сетне два куршума со пискот зол излетаа, барајќи месо. Едниот го погоди и Кузман сети силен бол во рамото, кој одле во клучницата со зглобот лопатниот го крепи дел, а другиот во правта закачи свирејќи злобно, но без да сретне жива цел. И Кузман горчлив насмев сал на својот враг му прати. Се исправи на коњот жив, тадур на Махмуд му се здаде јатаган да фати и спреварен му зајде здив. Ја крена Кузман сабјата па одлево и кратко ја замавна врз врагот клет, на она место кај што гордо гркланот на вратот на телото се подал сет. Не се спротистави ко скената и јака маса на секот, што во овој миг до мишката сосем лесно стаса и Махмуд пушти грозен крик. Да, така дрвар лесно сече гранка здрава од дабот толку силен стар. И прво падна раката со таа руса глава на мојот храбар господар.
А потем падна и се струпорли врз оне грозен крвав куп. И на земјата во струи бликаше крвта врела од уште топлиот му труп. Јуначкото тело на Кузмана беше од рани лути и шарано цело, што беа се пробиле лесно низ ребрата збрани седов на трешните делови. Од крвта ненаситен се уште водеше битка, лутина гневна дишеги. Од раните бликаше крвта, но се уште бривка мафташе сабја без снејки. Подсекира дабот, што бури победувал така, смртно под рани се веде. А потем паѓа од мокината дрварска рака, ама врз дрбарот беда. Албанецот тоа го раскаже. Мајката која беше изумена сета, што мова го слушна, над маката бескрајно своја затажи, припадна клета. Од ненадеж, народот врати со плач на плачојте како бран врз бран во брегот. Кога примолкна плачот, албанецот пак меѓу своите продолжи повтор за него. Не тажи го, жено, ти сина си Кузман, бидејќи Господ во рајот го пратил. Неизмерни сласти му нуди и плачејќи само душата ти му ја матиш. Бидејќи тој загина со своите, бранејќи ја со нив земјата мачна, а некако злосторни кого теми да го гони фрла во јамата мрачна. И некако здушен од накасил, прогниет, гладен, некако удавен в браној, и некако жена што потајна болест ја јаде, туку од јуначки рани. Да, не од недостојна смрт. За насилнички дела отплатник беше, знаејќи да одмазди за својата дружина цела и голем страв сегде ширејќи. Во страшната борба тој отепа не е еден гега. Јас ќе ти раскажам за нив. За нашите најарни херои кои подлегнаа сега сите под лутите рани. Во борба непобедлив широкоградиот Јакуп, кој што со подвижност лесна за папукот карала беше го фатил, ко кален на земја беше го треснал. Утробата сал му ја истурил. Потоа Рушит, сиот во позлата бојна, од чија што песна и свирба трепереа уши. Опитен човек во војна. И Селван брадатиот, татко му кому поздрав му прати без веќе да жали, бидејќи за крвта на брата си беше го фатил, глава му одзел на Али. И Ахмет од сонцето спален, што обесил така некој си кадија грешен, врз комшиска жена што ставил изгнасена рака да ја обесчести решен. Абдурахман, куршумчи наместо секогаш паѓал, најди му рамен во светот. Без некаква мака со безгрижно гаѓал малечки птички во летот. Оловниот куршум не погоди овој пат ништо. Сиот избезумен мажи да паѓаат виде и падна во вечните сништа. Остави мајка да тажи. Живееше тој во Малесија, каде што секој кога ќе тропне наврата наоѓаше заштита, ако настопанот некој му убил и брата. Скриениот може и султанот да му го бара заплашувајќи со колеш, па макар по цена на крвта не ќе му го дарат онега помош што молел. И Сулеман, кој што го продал имањето сето гонет од младиот порив, за сабија Дамасклија немаше веќе на светот она што не би го сторил. Јемин што рипна во реката Дримот, та чија матица брзо го сфлечка, бидејќи со невооружани вразија пијан некогаш беше се спречкал. Но тогаш од водата некаков рибар што мина беше го спасил со сила. Но жицата Кузман од животот негов ја скина. Судбата таква му била. Чан Јок, гостоприемлив. Куќата чија што често беше во секое време за сите отворена. Роден во планинско место каде што живее племе од смртници смешни. Веруваат Валах и Христа, мешано празници слават. И оџа и поп на гробиштата исти обреди свештени прават. Па син му на Абдула, Елеас, кој да не чуете лагав надпревар кога ќе збести ластовичка беше. Без малку да остави трага в правта под нозете лесни. Но нималку не му помогнаа нозете. Ете. И животворните зраци изгаснаа. Остави вдовица млада со дете. Малечко детенце враца. И најпосле дивиот Махмуд,
кој беше во се што бик меѓу стадото бесно. Го викавме војвода, Господ, што наумил нешто веднаш го вршеше лесно. Нам водачи тие ни бе. Без Бог да ги штити смртта ги однесе ледна. Јас не можам да ти ги изредам сите, па нити жено да слушаш ти седна. Од крвта на стомина борци сред викови диви, земјата прокисна меко. Останавме само четворица албанци живи што го избегнавме секот. За награда ние од стан го донесовме синти, толку нажалени сите, да не биде плен на птиците грабливи, нити храна да им стане на пците. Та нему му прилега погребението свето. Нека не разбере не да јуначкото како го цени албанецот сето. Често од Тодрик ги гледав зачудено русите, восхитен бев од синоите која Лада ги даде. Служејќи му на шкодралијата каде што минав гробови видов, но каде да одев, да скитав јас не сретнав појунак човек, жена од синат и сакан. И блажени да се твоите гради се довек што го нараниле така. За твоето млеко се покажа достојно чедо, венчан од славата трајна и никако не го посрамоти родот ти недо, вскут на победата сјајна. А плачовите твои, куќата што ќе ги чуе света ќе биде за нас. На твоите порти не ке тропнат албанци кои ќе бараат гозби и храна. За гегата рајата трпе за полна ќе даде. Рајата има, се гледа. Јас секогаш ќе го почитувам домот каде Кузман го родила Неда и каде таа поднесува голема тага. Јас пред тебе клетва ќе ветам. Албанецот нема да згазде на зборот и лага не ќе е клетвата света. Со почит, пред телото мртво Кузманово рака гегите кренаа веднаш. Тупаници стиснаа силно. Вака клетва изрекоа една. Се колнам јас, јунако. Мајката твоја никогаш да не ја нажали гега. И нема да дозволам, еве на зборот си стојам смртник да пречи од сега. Се колнеа гегите, колено чисто на тие пелазги славни. А не да со закуван поглед в кој омраза молнија се крие гледа во водачот бледа. Ков трештена беше. Молчалива риба. Но бликна одеднаш болката пуста. И тежеше в гради. Ја натера гневот, та викна луто мајчината уста. Зар повтор со злосторни ужасни мисли сте дошле? Скитници, грабливи страчки. Зар пак ко разбойници кроите некакви волни убиства, кражби и плячки? Зар не се сеќавате клетници Божјата рака како ве разори смачка? Ил диво се смеете, син ми, што загина сакан, мислите, час е за плячка. Но и други борци ке воскресне река и водач нивни ки зезам гора. Јас по вашата трага ке тргнам и по вас ке одам, јас да ве уништам морам ил мртва ке паднам. Зошто ми е животот кога син ми не одмазден ке е? Во бојот ке поберам смрт, но по желба на Бога може и триумф да грее. Јас сина да видам ке жртвувам жив. Копнејки сили со радост ке зберам. Но залудо ти ми го фалиш кој јунак, бидејќи враг си му не му повера. Даројте на врагот со омразна. Храброста нема што да ја фалите вие. Ко неќам јас венецот никаквец помисли други што крие. Расплакан албанка косите што си ги куби фалби на Кузман му плете, бидејќи во оваа слава и подвиг ја убил можеби маж или дете. Од коротката раја во нашата клетва се вели гегите храна ќе зберат. Салмојата куќа ќе биде честувана, нели? Клетви ви не се завера. Со таквите клетви и зборој немој да мамиш. Света е куќата моја. Со барут и железо полна. Не ќе срами не да родината своја. Ке дојдат ли со вас и множина плячкаши стрвни? Вас ке ве дочека смела. Со Божјата помош во борба со душмани стрвни крв ке запечати дело. Ти велев често, Кузман, не ризикуј ти живот. Не влегувај во бојот пак. Ти опасноста ја презреј во пресред диво на болниот му лет на знак.
Но на рамо сте го носеле вие сина ми довде голем пат сте прошли. Знам. Нечесно ќе е да почнам со играта овде зашто со милост сте дошли. Затоа во верност нека се заколне секој. Нека се заколне дека не ќе врши грабежи седур постои веков во намаченава река. Земете ја инаку клетвата назад и така денес да почнеме битка. Јас не можам среќна да бидам седур во мака страдниот народ се вика. За тажење досега нигде не слушнато. Не да најпрво знакот го даде. И расплете коси над мртвото затажи чедо. Рацете таа ги кладе врз Кузман. Се надевав, ој Кузмане, дека како младоженец зора девојките ќе ми те облечат. Тука кекнат весели свадбени ора. Го украси резбар со цвеќиња таванов в младоженската стаја. Канејкине на бочвата сите врие од виното таа. И пративме дарови на сврченицата твоја. Прстенот таа го смени. И наближи часот за венчо. Злосторна моја судбино, како се мени. Но место да чуеш ти свадбена радосна песна, тажачка слушаш да пекам. И на место да ја брачна, ох, јамата тесна тебе бездушно те чека. На рацете нема да залулам, внуче. А ете, каде ме остави? Каде? Си изгасна родот, а друго освен тебе дете нема. Не остана надеж. Го остави Творецот земен со еден и родот на чествуваниот раде. Мракот на смртта ја голтна и таа фиданка Бог што ја даде. На радета стајко му беше единствено дете. Ти пак стајковата надеж. Во битките смртта на сите вам венец ви сплете, а мене награди камен ми кладе. Та новата рана ја отвори старата. Денес кутра да не бидам жива, над синот и мажот оплакувам одеднаш. Мене срцето в бол ми се свива. Се чуди с ужас денес и албанското племе, што јунак татко ти беше. Со славата побратен, Сердар, тој целото време беше на херојство решен. Ги плашеше како што зајак се плаши кој бива гонет од изгладниот орел. Тој падна во дебарца кај што со муча на живот и на смрт се беше борал. Ти остана детенце, утеха една во жалост. Бујно кофиданка в гора, за подвигот татков со Восип, ти ако мало сакаше јас да ти зборам. Штом слушаше ти за неговото убиство, твојот поглед пламнуваше во ужас. Изцрвен од лутина ти даде клетва во својот гнев дека одмаз да ружеш. Бегајќи од шумот на твоите врсници, често нешто во мислите влече. Во сонот ги гледаше битките, а најаве, место играчки имаше меч. Со опашан, тежок меч често те гледав да шеташ, пламено нешто шепнејки. За убиства жеден те гледав кај виорно леташ, невидлив бој ти водејки. Но откако порасна, направи дела од кои душмански племиња в страва се стресоа. За тебе слушна во душмани твои фалби што тебе те слават. Штом татко ти загина, сабијата повторно ја прероди река. Ко пиле што пиштела во орлови ногти во која гега ја навредил сета домакинска куќа. Ти брзаш, мој сине, да земеш венец од лаври во крајот на блаженство. Што не се знае болка и време. Те што таму, во рајот, од приказни можеш да сретнеш задоволството. Песни се нижат од гласој што не ги чув досега смрт. И бескрајно колку векови минат ко часови. Сред ливада таму и татко и син ќе се сретнат. Таткото сина ќе гушне. Што сторила твојата чета, тогаш од тебе ќе слушне. Што јунакот тој ќе го гушне со насмевка милна, радосен ќе ми те баци. А може би, набрзо имене в радоста силна ќе ми подадете раце. Во истото време, подзедоа жените болно од тажења в припев редејки. Он надвор им пригласуваше. Липаше волно народот збиен плачејки. И едно по друго од другите жени два хора, огласувајќи код звона. За живот и реден што рекол Кузман и сторил. Кој ќе го раскаже она што жените го редат над мртов? Дојде и жените чие што чедо со Кузмана паднал. Потем со Неда Кузман го тажеа тие. Но одеднаш Неда истрчува горе кој Елен.
Народот гневно го кори. Ој, орачи! Мажи, не тажете, вие им вели. Слушајте што ви се збори. Бесполезно плачење, зошто ве не ете така. Плачот оставите го еднаш. Кому му се нозете силни, снагата јака, нека би волите веднаш ги прати во коли и тргне во стан. Да и сами знаете. В прашина, мртви 10 мина јунаци лежат што смртта ги смами. Скапи за земјава жртви. А кога се мртви, дајте им на кутрите мајки нека ги истажат барем. Тажењето за нив е награда. Плакувајќи мајките ги им ја даа. Им рече. И рипнаа 4 момчија млади спртен едината куќа. Та право отидо каде многоимотниот Фоти. Од крајната сушина колите сосема лесни тие ги свлечкаа по нив. По нешто поправија во допчињата тесни катра на мачкаа они. И впрегнаа 3 чифта близнаци биволи црни. Честно молејки се Богу, одејки пристигнаа се до планините стрмни, толку надиплени многу. Брзајки биволите спотнаа. Се уште така крцкот се слуша по ритје. А колите ги водеше опитен старец, што вмака препатил многу и видел. Да, така беше тоа. Девојка пак тажна дома во собата и сама. Полибе таа тажи. Чија ли е таа мома? Чии клепки толку лични се? Свршеницата е таа Марија. И една надежна Томе. Својот татко стар. Тој женски ред за најати со основалка и даде и тоа беше негов дар. Не пристигна свршеникот си мртов да го кити со росен погребен букет, бидејќи не тажат во река момите, па нити го чуу тој срам овој свет. Пред свадбата, девојките затворени ко пилци, сред мечите се носат рои. Нив Бог ги гледа. Зидот, пак ков кафе с птички крилца го кршат тие гласот свој. Каејки, таа слушна плач. И мисла црна и блесна нејзе в глава како нож. Ко гласник на несреќата при неа Томе влезе, лејки солзи како дошт. Заплаче час. Свршеникот непријател губи трпејки пораз во стан. Го тажат жените, променети во црни руби, а плачот железен е бран. И жал, и мака скри девојката и мирно седна покрај својот нежен татко стар. Не заплака, а мени боја. Прозирна и бледна. Пожолтена ко килиба. А старецот си излезе оддалечи, мислејќи за кого да ја мажи друг. Тој кутриот. Тој никогаш, па иако копнејки не ке стисне во преград внук. Штом сама остана, Шамијата ја сметна в трепет и пушти веднаш жален вик. Расплетувајќи долги коси врзни втури пепел, го презре својот убав лик и писна в плач. О, дни во кои несреќа се лее! Та тажен ли е живот клет? Од денес пон со болки, ни за крвава ке е тој од солзи преполн маки сет! И само в гропија скутрата за мојата болна душа ќе најдам сладок балсам. Ти оддали свршеницата си сакана ја слушаш? Те прашам. Кај ме напушти? Не ке видам пак да носиш на конјот трофеј боен, да стигнеш гордо вроден крај. Ни наоро сред младите ке видам либе мое да блеска твојот пусат в сјај. О, зашто нема сабја јас? Та со неа мафтајки да летнев како јунак в бој и наместо тебе стрела албанска пречекувајки ко заштитник да падне в твој. А гегата?
Крволочен јас бесна коменада би го раскинала со зап. Но што? Од огнот борбен момата се плаши млада. Низиниот е мускул слаб. Со солзи жешки молби Богу пратив пред светиот му моќен трон. И може Творецов на светов жив да ми те врати, што мојот ќе го чуе стон. Но кој од оној свет се вратил? Камо таков човек? Се уште силен е Харон. Природните ги создал Господ закони за довек за мене, не ги мени он. Ке служам јас во домот Божи. И во црна руба ќе бидам вечно тажна јас. Не ке примам друг в постела и колку да е убав се дури трае мојот час. Послушај ме. Ти можеш да слушнеш мој крик секој пат. Час побргу сврзи ме со либето мој Боже во Твојот рајски светот кат. Ти не си жив, што моите очи сонот ки ги склопи, во сонот ки ми блеснеш ти. Сред тишината, во сиот сјај што целата ме опи ко оние што блеснаа дни. О сонце, колку светлина ти прскаш уште рано и како лееш светов зрак. Штом Кузман не го чествуваш, ти згасни во океан. Проговори и целата покукнина ја претвори во силен јад. А јадта толку силна, за миг го исплака избраникот на својот град. Крегалични постои риченце малечко свето, врби насадено сето, шумоли поточе, брзо ко змија течејки, кристална вода леејки. Сончева светлина не продзирнува там, а кукајца се јавува што пролет ке најави сам. На двострука гурсла. Свирејки. Да, го знам. Ајде. Терај. На двострука гурсла седејки, свирејки седнал еден старец сет. А јас пак прост запишувач, го запишав ова од ред до ред. Во истото време под зедоа жените болно тажиња в припев редејки. А он надвор им пригласуваше. Липаше волно народот збиен плачејки. Едно по друго од другите жени два хора, огласувајќи кон звона. За живот и реда што рекол Кузман и сторил. Кој ќе го раскаже она што жените кога ќе тажат над мртов го редат? Дојде и жените чие што чеда со Кузман нападнал. Потем со Неда Кузман го тажеа тие. Жалејки го Кузмана, тие над своето блиско толку неизмерно плачат. Да не стане плячка на пците. А лелејки пискот секаде во куќата јачат. Точно квалитативна промена. Позади камерата. Гледате колку е се различно. А дури да решим во ова парче кој што обично удало раскажуваш како и Христијан, нели, за албанците, гледај денес како се крени. И сите имаше по 2 октави повисоко зборувате. Сите бевте добри, одлично. Вие сега сеќавате дека ова е свето место. Овде се играл театар, значи 500 години пред Исус до денеска, 2500 години во Македонија се игра театар. За жал, ваква е состојбата. Тие не сакаат да го возобноват. Видете, сега со политички договори, затоа го оставаат театарот на ова ниво. Од 19 век е пронајдена, се извинувам. Да, овој театар го датираат они, немаат доказ кој го изградил, според фасадната, украсна фасадна на ова била сцената. Тука имаше кој јас бев столбови и како олтар во црква се гледа директно. И од тука излегуваат актерите. Според тоа утврдуваат дека е театарот римски. Овде никогаш немало гладиаторски борби. Римјаните кога дошле во Македонија, првин што 100 години немале театар, почнале да се убиваат животни бидејќи немале драми. Откога ги пренеле македонците учители, ги донеле во Рим, почнале да имаат драми и позната е реченицата, анегдотата, односно Македони, тути команданти, тути солдати, тути генерали. Македонците се и војници, и генерали, и команданти, и писатели.
Значи, тој е еден од 4 антички театри. Пред 20 години сме играле представа, овде беше чисто. Значи, дојдоа 3 свештеника, го осветија, игра Оро Александар Македонски и ние игравме представа Деноносија антички театар. И го предложивме да се возобнови. После 20 години вие сте првите, односно втори, кои доаѓате да го осветиме овој театар. И сеќавате кое е чувството да зборуваш овде. Кој ќе отидеме во Стобив година со Илијадата, ако можеме и оваа година ќе видиме и со беседништвото, ќе видите таму кога е театарот отворен какво чувство ви дава. Дека е храм, дека овде се игра, се зборувало. Театарот се правеле и свадби, например. Тој бил како црквата во денеска. Тако е направена свадбата на Александар Малосиски, одnosno Филип II е убиен во театарот во Егена свадба на негови роднини. Значи, кога дошле да влезат до сцената, па взани му забил нож и целата публика после слегнала на крвната жртва да му се поклони на Филип на телото. Значи, зборуваме за еден добар принцип да го запомните ова чувство кога играш во античкиот театар, на 2-3 километри од центарот на градот, да не се возобнови антички театар, туристичка атракција, да се играат фестивали и така натаму. Велешани направија добро, го направија тој антички театар, античка драма, не можеа да го наречат македонски заради проблеми, но сепак таму се играше, па се укинаа парите, па пак се враќа. Значи, гледате кој ќе дојде таму публика, ќе видите како ќе се затресете, која сцена е, кој глас ви треба, и видовте сега, ви се шири гласот, движењето е поинакво, потоа ќе направиме една анкета, ќе видиме како е. Јас сум навистина задоволен што дојдовте, се крена работата од она таму што е на Федеу, како една барака која се распоѓа. Сетивте сега една друга. И ова беше отворање на сите. Нема одбивање на глас тука, Да. возвраќање на звуки, тука е... И јас ќе морам за жал да ви пишам високи оценки. Се шегувам. Убај деца. Не можеме да одиме во кафе, а немате многу часови, ве мачат на тој Феде. А може да кафе додиме? На кафенце но може. Ајде, кај ќе одиме на Јас кафе? предлагам, ако знаете дека од оздола од кај Александар Палас, па вртиме десно, има се во градина. Самиот парк и целото е градина. Во лифт, да. Во лифт, да. Ајде, кој знае ќе ме водете. Кој ставате високи оцени, па не е феро.